Реконструкцијата е само ревидирана верзија на владата со заменети имиња на функциите кои нема да донесат подобар живот за граѓаните. На пресконференција упати остри критики до премиерот Мицкоски дека на вчерашната собраниска седница тој и староновиот министер Иван Стоилковиќ навредувале пратеници од СДСМ, а накрај Мицкоски имал изнудено извинување во празна сала. Вели дека политичката комуникација била спуштена на многу ниско ниво, а потегот на премиерот според него е формален обид за спас на политичкиот углед. Граѓаните ги нарекуваат талок на општеството, глодари, медиокритети, мекотели, секакви погрни зборови избираше во изминатиот период, а сега почна да ги навредува и пратениците во собранието. И ке беше културно и достоинствено ако се извинеше. Но тој само создаде привид, се извини во празна сала, кога опозицијските пратеници ја напуштија салата, само тоа, туку така да направи еден политички театар. Едно срамежливо, изнудено извинете. Меѓутоа, тоа не може да ги избрише навредите и неговиот начин на однесување. Реакција има и од ДУИ, кои денеска побара одговорност за, како што велат, навреди кон претеничката од нивните редови Арбана Пашоли. Случувањата на вчерашната седница не биле случаен инцидент, туку скандал за кој треба да има разврска. ДУИ изразува целосна солидарност со пратеничката Арбана Пашоли и бара итна политичка одговорност. Премиерот не може да молчи пред таквото однесување, бидејќи молчењето значи одобрување. Владата на ВМРО Влен знам мора да разјасни пред граѓаните дали говорот на омраза, навредите и понижувањето на пратениците албанци се нејзин нов политички стандард, велат од партијата на Ахмети. За какви навреди конкретно станува зборот, партиите не открија.